Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за здравство Беким Сали. Министре, на оваа функција дојдовте како дел од политички договор за спас на владината коалиција во ек на пандемија со COVID-19. Со каква програма за работа седнавте на министерското столче? Една од причините за која што ја прифатив оваа функција е сите тие недостатоци кои што беа во текот на работењето во Министерството во изминатите 20 на години. Сметам дека имам капацитет да ги систематски решавам, затоа што пристапот во здравствените проблеми не е субјективен, туку би требало да биде и ќе биде секогаш објективен со паралелна распределба на давање на услуги, на патоказ на движење на пациенти, решавање на ингеренции на нивоа од примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита. И тоа што го забележуваме во изминатиот период е дека пациенти многу лесно пристигаат до терцијарното ниво, што за никој здравствен систем не е тоа здраво, нити за пациенти, нити за министерствата. И еден од примарните цели е пациент да се обрати, да ја добие квалитетната, соодветната здравствена услуга на нивото кое што треба да го добие. Зошто 60% од здравствените услуги македонските пациенти ги добиваат во Скопскиот клинички центар, наместо во болниците во внатрешноста? За споредба, во Словенија, например, само 20% од пациентите завршуваат во клиничките центри. Со тек на време ние забележуваме дека клинички центар во Скопје се повеќе се полни со пациенти. Исполнетоста на кревети во клинички центар достигнува и над 85%, 90%, а во внатрешноста во општите болници кои се од секундарно ниво или па клиничките центри како Тетово, Штип и Битола, исполнетоста е околу 40-50%. Сметам дека и примарните здравствени услуги треба да се даваат навремено и пациенти треба да се обраќаат кај примарното ниво за да ги добијат здравствените услуги во примарно ниво. Тоа со тек на време, знаете како, имаме многу болници од внатрешноста кои што не извршуваат некои услуги поради тоа што поради заминување на дел од кадар, нели, секоја здравствена услуга во секундарно ниво е тимска работа. Еден вработен кој што си заминува од земјата за жал или па се пензионира, таа услуга веќе не се извршува во одредена болница. Има голем недостиг на кадар во внатрешноста и затоа пациенти се препраќаат во Скопје, односно клинички центар Мајка Тереза. Тоа е еден голем предизвик за мене и за министерството да го решиме да ги вратиме повторно пациентите да добијат здравствена услуга во местата каде што живеат. Како ќе ги вратите пациентите да добијат услуга во местата што живеат, ако знаеме дека во клиничките центри како Штип, Битола и Тетово работат како амбуланти? Според мој термин, нема термини за многу специјалистички прегледи, па оттаму пациентите се препраќаат во Скопје. Со комплетирање на мозаикот за пружање на една услуга. Мозаик значи доопремување, до едукација, обезбедување на кадар, значи обезбедување на оддел или простор за работа, значи достоинствен простор за работа. И сметам дека со комплетирање на тој мозаик за пружање на една услуга, сметам дека ќе постигнеме ниво да дојдеме до момент кога пациент ќе се ја добие и терцијарната услуга во местото каде што живее, односно во клиничките центри Тетово, Штип и Битола. Според податоците од мој термин со месеци нема термини за уролошки прегледи, нема термини за ехо на дојка, нема за колоноскопија, ниту пак за биопсија. На што се должи ова? Зошто пациентите кои што плаќаат здравствено осигурување не можат да добијат здравствена услуга? Поради недостиг на кадар, термините се пролонгираат затоа што имаме само еден специјалист. Или па фали анестезиолог за некоја услуга.
Ние знаеме дека сме држава со недостиг на доволно потребен кадар за анестезиолог и поради тоа се натрупуваат листата на чекање во клинички центар е многу долг. И повторно во склоп на сето тоа што го збориме до сега, предизвик е за нас. Во нашиот план се и 8 регионални болници кои што ќе бидат опремени, меѓутоа со одредени здравствени услуги, затоа што не можеме да ги комплетираме сите услуги во секоја болница. Матичните лекари бараат бодот од 63 денари по пациент да достигнат цена од 90 како што им било ветено на претходните избори. Дали ќе го исполните ова барање? Би сакал да напоменам дека кризата е импликација на сеопфатната економска криза кај нас, енергетската криза која што се случува веќе втор месец. Меѓутоа, исто така треба да напоменам дека во изминатите 2 години Фондот за здравствено осигурување ги финансираше сите примарни здравствени установи без реализација на превентивните пакети, односно без реализација на цели кои што ги има фондот во договор со здравствените установи. И сметам дека доколку фондот и министерството имале разбирање за сеопфатната работа која во период на пандемија, мислам дека и здравствените установи и лекарите треба да имаат трпение се додека да се најде најдобриот функционален модел кој што е во интерес на граѓаните, секако крајно, а и на установите како даватели на здравствена услуга. Ние сме во период на реформи во примарната здравствена заштита, со тоа што, знаете, има еден модел кој што се работи веќе 3-та година поред, меѓутоа пандемијата успорила малку во динамиката на договарање. Тоа значи дека сега нема да им покачите бод, туку ќе чекате промена на целиот модел на начинот на плаќање, ако добро ве разбрав. Значи вака, знам дека барањето е на здравствените работници во примарната здравствена заштита. Барањето е веднаш покачување од 63 денари на 90. Меѓутоа гледаме дека тој модел не е успешен. Значи ќе мораме и моделот да го смениме, а и начинот на плаќање. Општите болници и клиниките должат заедно за минатата година вкупно 97 милиони евра. Дел од нив функционираат и со блокирани сметки. Ќе побарате ли одговорност од директорите за лошо менаџирање на општите болници и клиниките? Ние сме во постојан разговор и комуницираме со сите директори. Нормално долг предизвикува дополнителен долг. И тоа што постојано ние го разговараме, значи доколку секоја услуга се извршува на терцијарно ниво, а во меѓувреме имате цел систем од примарно, секундарно и терцијарно ниво, вие финансирате примарно и секундарно ниво, за кое што нивната услуга ја врши терцијарното. Неправедната распределба на услугите, а праведната распределба на финансирање го предизвикува тој внатрешен хаос во финансии и давање услуги. И примарните се незадоволни, и секундарните се задоволни, не даваат доволно услуги, а терцијарците многу работат, креираат долгови ради обемното работење и ниедно ниво не е на посакуваното кое што ние сите го посакуваме. Да имаме болница која што е реновирана, опремена, услужна, значи и дава сите потребни услуги во своето ниво, не го добиваме тоа. Ние постојано имаме бегање на долгови од терцијарно во секундарно, од секундарно во терцијарно. За да го средиме сето тоа, мораме да почнеме од темел, од примарното. Давање на услуги, ограничување на пациенти тука на ова ниво, ширење на палета, односно повеќе протоколи за давање на услуги во примарното, не одење на пациент во секундарно. Секундарното е секогаш поскапо, а терцијарното уште поскапо. Затоа што кадарот, начинот на плаќање на кадар во терцијарното е сосема друг модел од останатите нивоа. Во таква ситуација тоа значи дека хронично болните не треба да одат на постојано ке специјалист за истата терапија, како што е сега пракса. Така. Една од начините како да
заштеди, а што не е на сметка на здравје на пациенти, е хроничен болен кој што не се очекува да заздрави, значи постојано да се ја земе услугата во примарното ниво. Каков е вашиот став по однос на иницијативата на владата и вашиот претходник за изградба на нов клинички центар во близина на Скопската обиколница? Пандемијата ни покажа дека болници, односно клиники кои што се интегрирани во една зграда, се многу пофункционални, поефективни и подобра услуга даваат од клиники односно болници кои што се павилионски организирани. Условите за работа кај нашиот клинички центар сите ги знаеме. Ние постојано инвестираме во реконструкција, одржување, подобрување на услови за работа. Меѓутоа, самиот концепт е проблематичен со тоа што пациент од една клиника треба да се пренесе во друга клиника за конзилиарно услужување, односно снимања, па враќање дијагностика и враќање во истата клиника. И сметам дека тоа е ургентен, итен проект кој што мораме ние како политика, како политички лидершип да седнеме, да разговараме, да договориме и место, и начин на финансирање и состав на клинички центар. Како ќе ги разубедите опозицијските пратеници за да гласаат за законот за изградба на нов клинички центар? Дали сте разговарале со нив веќе? Јас веќе имам иницијални состаноци со поголемите политички партии и со лидерите и со членови од комисии. А знаете, без усогласеност на сите политички чинители и фактори кои што функционираат и постојат во оваа држава, сметам дека нема да функционира затоа што и досега се донесени на неколку наврати одлуки, па прекинати од после промена на политички состав. И сета таа политизираност, обојување на проект, дали е црвен проект или е син, па на левите или на десните, на убавите или на помалку убавите, значи сето тоа е на штета на 2 милиона граѓани кои што живеат во оваа држава. Доколку ние пристапиме на оваа тема, како да сме денес или утре потенцијални пациенти, а сите ние некогаш ќе бидеме пациенти, и имаме потреба од високо квалитетна, достоинствена услуга, сметам дека ќе донесеме одлука уште денес. Нема да одложиме за утре, затоа што утре не се знае што ни носи. Ви благодарам за разговорот. Јас ви благодарам за посетата. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.